Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер. Болните и немоќни лица, затворениците и лицата во установите за вонсемејна грижа денеска гласа на 8-те поред локални избори во Македонија. Според информациите од Државната изборна комисија, правото на глас денеска го можеле да го остварат 8850 болни и немоќни лица, 2152 затвореника и лица во притвор, како и 442 лица сместени во домови за стари. Гласањето се спроведуваше во домовите на граѓаните и во 14 казнено-поправни установи низ целата држава. Како течеше процесот, провери Ивана Соколович-Најдова. Ден пред официјалното гласање на 8-те поред локални избори, 2162 затвореници или избирачи кои се во притвор го исполнуваат своето избирачко право. Гласаат и болни изнемуштени лица, како и оние сместени во установи за вонсемејна грижа. Најголемото избирачко место во казано-поправните установи, затворот Идризово, навремено е отворено во 7 часот, а затворениците во групи се носат до гласачкото место 2536. Гласањето започна во 07:00, се одвива во најдобар ред, нема никаков проблем. Бројот на избирачите, на гласачите е некаде 1084, до сега има 20% на гласачите. Со затворска легитимација и проверка со УВ-ламба, сите затвореници го остваруваат своето избирачко право. Гласаат за градоначалници и совети на општини каде што се запишани. Општина Кичево. Кои се очекувањата од изборот? Па реално да кажеме, за сега е релативно добро, па понатаму можете уште подобро да биде. Јас сум од општина Чај. Така, што очекувате од овие локални избори? Па дај Боже некои подобри измени за нас. Па подобри услови и за медицинските лекувања, третмани, такви сте. Нашите очекувања се надеваме за најдобро нешто да биде. Гласањето и во останатите 13 казано-поправни установи низ државата се одвива непрекинато. Според Државната изборна комисија, вкупно 8848 болни или немоќни граѓани ќе го остварат своето избирачко право во текот на денешниот ден. Дополнително 442 лица сместени во установи за вонсемејна грижа го користат своето избирачко право во 13 центри низ Македонија. Председателот на Државната изборна комисија Борис Кондарко потврди дека гласањето во сите избирачки места се одвива непречено, а надминат е проблемот и со гласачките ливчиња во општина Ново село. Денеска гласачките кутии и пликовите од овие гласачи не се отвораат и нема да се објават како резултати. Тие се бројат утре по завршувањето на гласањето заедно со сите други ливчиња во соодветните избирачки одбори и се евидентираат во соодветните општински изборни комисии. На седница ДИК поништи една советничка листа за градот Скопје поради тоа што на истата имало починато лице уште од 2024 година. Со оглед на роковите и испечатените ливчиња, на оној што ќе гласа за таа листа, ливчето ќе му се смета за неважачко. Ќе достават известување и до обвинителството за да го испита случајот. Комисијата отфрли како неосновани 7 приговори за остварување на гласачко право, а прифати 3. Ивана Соколович-Најдова, Сител телевизија. Во општина Ново село времено беше прекинато гласањето на болните изнемуштени поради грешно испечатени редни броеви на носителите на советничките листи на гласачкото ливче. Во текот на денот Државната изборна комисија го замени изборниот материјал со нов, па гласањето продолжи. Печатна грешка во гласачките ливчиња за советници го одложи почетокот на гласањето на болните и изнемуштени лица во општина Ново село. Според информациите од Државната изборна комисија, настанала замена на редните броеви на двајца носители на советнички листи. Поради утврдениот пропуст, избирачките одбори утрово не започнале со посета на пријавените граѓани. Гласачкиот материјал веднаш бил повлечен, а во тек е дистрибуција на нови исправни ливчиња. Од ДИК брифираа дека ниту едно лице во Ново село не гласало со неисправни ливчиња. Таа грешка е веќе исправена и веќе е доставен материјалот во општината Ново село и гласањето таму за болните денеска ќе се одвива непречено и сите ќе го остварат своето право на глас до крај на денот. Во општина Ново село за денешното гласање се пријавени 400 болни изнемоштени лица, кои поради здравствени причини не се во можност да гласаат утре на избирачките места, па своето право треба да го остварат денеска во своите домови.
Ново село е една од општините во Струмичкиот регион со најголем број пријавени за гласање во домашни услови, веднаш по Струмица, каде има 514 лица. Во општина Босилово има 232, а во Василево 162 болни лица. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Утрешниот изборен ден ќе можете од отворањето на гласачките места до пребројувањето на гласовите да го следите на телевизија Сител. Со програма почнуваме во 8 часот изутрина, известуваме во редовни интервали, а по 20 часот ќе следува отворена дебатна програма со гости и вклучување во живо од целата држава. Активен ќе биде и нашиот аналитички центар кој ќе ни ги носи и анализира пристигнатите бројки. Во дневникот во 19 направивме преглед на статистичката слика за овие избори, гледаме дел од анализата на очекуваната излезност во текот на утрешното гласање. Очекувано е секогаш за локалните избори да има помал интерес за гласање, што не мора да значи дека ќе биде така, за разлика од парламентарните за кои има посилен набој. Какви се бројките во овој дел, што може да се очекува, земајќи го предвид нашето искуство со локални избори? Во разговорите кои што ги имав пред се со оние луѓе кои што спроведуваат анкети, кои што работат на анализа на јавното мислење, сите се скептици дека ќе поминеме 50% излезност на овој изборен процес, а и трендот води некако во таа насока. Одиме на следната графика, овде може да се забележат практично сите изборни процеси кои што се однесуваат на локални избори од 96-та па се до последните локални избори во 2021-та. Може да се забележи поној неочекуван раст во 2013-та, може да се забележи веќе еден, па може да се каже остар пат, може да се види дека од 2017-та до 2021-та имаме безмалку 7% поени намалување и вистинско прашање, веројатно она на кое што ќе бараме одговор во текот на целиот ден и она на што ќе посветиме најмногу внимание следејќи го, ќе биде каква ќе биде излезноста во овој изборен процес. Како што кажав, се очекува излезност некаде под 50%, меѓутоа се е можно и веројатно ќе треба да почекаме да дојде 19 часот за да имаме попрецизни информации. На следната графика ќе може да видиме како изгледале практично сите изборни процеси од осамостојувањето на Македонија до денеска. Оние во црвена боја се парламентарните избори, во жолта боја се обоени локалните избори, додека пак председателските се во сина боја. Тоа е она кое што ќе го следиме во текот на утрешниот ден. Се разбира, аналитичкиот центар на Сител, во кој што работат повеќе од 20 луѓе, повеќе од еден месец ги собира, анализира и графички ги обработува податоците и веројатно тоа ќе биде една од подобрите причини целата изборна програма да се следи токму овде на Сител. Традиционално ние секогаш ги имаме први резултатите и секогаш ги имаме најдобрите анализи. На англиски и француски јазик во понеделник во Уставниот суд ќе бидат интервјуирани кандидатите за судија во судот во Страсбур. За поголема транспарентност во изборот на кандидат за судија во Европскиот суд за човекови права, интервјуата за прв пат ќе се одржат и пред независни наблюдувачи. Кандидатите за судија во Европскиот суд за човекови права во Страсбур в понеделник на интервју. За избор конкурирале 11 кандидати, меѓу кои има универзитетски професори, поранешни и сегашни судии, како и адвокати. Интервјуто ќе се одвива на француски и на англиски јазик. Заради транспарентност на процесот на интервјуто се поканети представници од невладините организации, од коалицијата Сите за правично судење и од Македонското здружение на млади правници, но во секој случај утре нема да биде, во понеделник нема да биде донесена одлуката, а изборот секако ќе биде исто како што беа избрани и кандидатите за интервју, и изборот на кандидати ќе биде апсолутно во согласност со водичот кој е подготвен од експертскиот панел на Советот на Европа. Пред почетокот на седницата членовите ќе одржат и состанок. До антикорупцијска пристигнале 2 пријави за можен судир на интереси. Членовите ќе разговараат за тоа дали тоа што деканот на правниот факултет му бил двоен ментор на Костадиновски и за магистерската и за докторската, всушност би можел да е конфликт на интереси. Но последниот збор за ова прашање ќе го има ДКСК. Костадиновски е убеден, не постои пристрасност. На менторството му предходи
избор на ментор од наставно-научниот совет, одобрување на подготвениот труд од 5 професори, одбраната се врши пред 5 професори и на крајот на денот менторската фаза е завршена пред повеќе од 13 години. Значи, ние збориме за настан што се случил пред 13 години, така да во никој случај според моето убедување не може да стане збор нити за потенцијален судир на интереси, нити за никаква пристрасност од моја страна. Кандидати за судија во Европскиот суд за човекови права се Олја Ристова, Тони Менкиновски, Наташа Габер Дамјановска, Јордан Апостолски, Александар Даштевски, Алија Лиу, Илири Сени, Јелена Ристич, Сашо Ѓоргиевски, Наташа Бошкова и Ана Дангова Хук. Даниел Василев, Сител телевизија. Завршена е постапката за избор на изведувач за проектот за реконструкција на универзалната сала во Скопје. Одлуката за избор на најповолен понудувач е донесена по јавната набавка за изведба на градежни и градежно-занетчиски работи и интериер по принцип на изградба клучна рака. Овој принцип значи дека во предвидениот рок објектот ќе биде целосно реконструиран, уреден и подготвен за користење, односно за концерти, настани и други културни активности. По завршување на законските рокови за доделување на договорот ќе биде подпишан договор за изведба, а по обезбедувањето на сите предуслови ќе почнат и градежните активности. Рокот за целосна реализација е предвиден до декември 2027 година. Министерството за култура и туризам по преземањето на објектот од градот Скопје и по пожарот што ја зафати салата спроведе целосна ревизија и дополнување на проектната документација, обезбедувајќи нов основен проект за реконструкција. Проектот ја зачува историската вредност и споменот на универзалната сала, но и дава и модерен, повеќе наменски карактер, кој ќе овозможи салата да стане повторно еден од најпосетуваните културни објекти во главниот град. Во рамки на Скопје, Европска престолнина на културата, обновената универзална сала ќе биде дел од културните настани и манифестации, повторно отварајќи ги вратите за граѓаните и културната сцена на градот. Од следната недела тимови за имунизација од Здравствениот дом Скопје ќе ги посетуваат домовите на стари лица за на лице место да ги вакцинираат заинтересираните за сезонскиот грип. Постари од 65 години, хронично болни, трудници и деца до 2-годишна возраст е категоријата на граѓани кои од завчера, кога почна вакцинацијата против грип, го посетиле пунктот во поликлиниката Букурешт. Од тимот за имунизација кој во овој диспанзер работи само втора смена. Вела дека има голем интерес и нема никаков застој во процесот на имунизација. Здравствен дом Скопје има и екипи кои од понеделник ќе одат во домовите за стари лица. Од следната недела започнуваат нашите превентивни тимови да ги посетуваат и старичките домови, каде имаме доста голема заинтересираност. Да напоменам и тоа дека сите оние кои што од било кои причини, дали одредена хронична болест или да се работи за некоја неподвижност во домашни услови, процесот на вакцинација може да го осварат со тоа што некој од членовите на нивните семејства може да го посети вакциналниот пункт или наредната недела Министерството за здравство ќе објави телефонски контакти каде што граѓаните ќе можат да ги пријавуваат и овие лица со цел да се изврши кај нив процесот на вакцинација. Во Скопје има уште 4 места каде се примаат вакцини, од кои оној во Институтот за јавно здравје е за здравствени работници. Постари од 65 години, хронично болни, деца до 5-годишна возраст, трудници и здравствени работници се пријавуваат на сајтот вакцинација.мк, каде веќе аплицирале над 50.000 лица и вакцините за нив се бесплатни. Министерството за здравство за оваа категорија граѓани набави 80.000 дози и тоа најмногу досега. Од наредната недела ќе има и комерцијални вакцини за граѓани кои не се во ризичните групи. Сања Димитровска, Сител телевизија. Тоа беше се во ова информативно издание. Уште еднаш ве покануваме утре да го следите изборниот ден на програмата на Сител. Почнуваме од 8 изутрина. Имајте пријатна вечер и останете на овој канал.